Денес сите специјализанти доктори се собравме пред Министерство за здравство да изразиме револт кон Министерството за здравство преку мирен протест и кон нивниот игнорантски однос за нашите проблеми кои што се напишани во петиција подпишана од 350 доктори. Таа петиција ги помина сите институции и го помина цел институционален пат и беше изигнорирана. Законот за здравствена заштита се менуваше оваа година 5 пати. 5 пати ни беа ветувани дека ќе ни се решат нашите проблеми, 5 пати нашите проблеми не се решија. Не ни беа ни слушнати, не ни беа ни разгледани, не ни беа ни земени во обзир. Тука сме да дојдеме и да кажеме гласно не за неколку работи. Не за видео снимање на нашите испити и пренесување во живо на интернет. Не за работа без плата, без здравствено и без пензиско осигурување. Не за лихварски договори и меници од над 60.000 евра. Не за бесплатни дежурства, не за дискриминација по однос на болест и дискриминација по однос на мајчинство. Тука сме да кажеме едно големо не за понижување на лекарската фела, не за понижување и јавно деградирање на белиот мантил. Проблемите на специјализантите се проблем на цело општество. Значи, тоа е системски проблем. Проблем има Министерството за здравство, проблем има јавното здравство кадровски и проблем имаат цел македонски народ кој што еден ден ќе дојде и му треба услуга во јавно здравство. Затоа од овдека ги повикуваме нашите професори, нашите доценти, нашите асистенти и сите специјалисти да ни се придружат во оваа битка до конечно решавање на нашите проблеми, да покажат солидаризација и да покажат разбирање со нас, затоа што и нив ги директно ги засега овој проблем. Тука сме да упатиме апел до Министерството за здравство да не остане глуво на нашите проблеми и да кажеме дека не се откажуваме од оваа битка и дека ќе продолжиме да ги користиме сите демократски алатки, да дојдеме до конечно решавање на нашите проблеми и проблемите да се решат на сите специјализанти. За овие наши проблеми ќе го информираме и меѓународниот фактор. Неодамна беше постигнат договор за парцијално решавање на проблемот со Сдруженијето. Што не ви се допаѓа од тој договор? Групата на специјализанти не е за парцијални решенија, значи ние сме за решение на сите специјализанти. Сите сакаме плата, сите сакаме да бидеме здравствено и пензиско осигурани. Значи парцијални решенија за нас се апсолутно неприфатливи. Велите до сега нема слух, што понатаму? Рековме дека ќе го користиме сите демократски алатки до конечно решавање на проблемите и до конечно решавање на проблемите на сите специјализанти. Законот помина во собрание, како мислите да ги реализирате сите? Значи нема да така бареме измена на Законот за здравствена заштита. За нас стои народниот правобранител кој што е информиран за нашите проблеми и кој што се во подготовка на предлог и законски измени кои што ќе ги достава до собрание. За нашите проблеми се информирани и Хелсиншки комитет, за нашите проблеми беа информирани цело собрание и сите пратеници по 2 пати со цел да малку размислат пред да стават таму за или против, да размислат зашто го даваат својот глас, меѓутоа за жалост станаа глуви на нашите проблеми. И ова е многу страшно, страшен одлив на лекари, е многу страшно да некој вака не игнорира и не ги решава нашите проблеми. Има ваши колеги кои се согласија со тоа парцијално решение? Знаете како, ние никогаш не сме против колегите и тоа е добро. Све што ќе се направи за нас докторите е добро. Меѓутоа не е добро кога колегите се делат. За едни да важат добрите работи, а за други да не важат. Значи, кога ние бараме плата за приватни специјализанти, ние бараме плата за сите приватни специјализанти, тука се 600. А во програмата за кофинансирање, која што набрзо министерот за здравство ќе ја промовира по втор пат, тоа е програма каде што ќе се реши прашањето на дел од приватните специјализанти, кои за жал ќе бидат 50 до 100. А што е со останатите 500? Дали ги поканивте од асоциацијата на специјализанти? Да, поканете се сите доктори, специјализанти, сите се присутни. Да, и од асоциацијата се тука, да. Сите се тука присутни и сите сме единствени во барањето на нашите права. Дали вие имате информација дека денеска во здравствениот дом Вит Пазар има интервју за околу 40 специјализанти за вработување? Да, значи запознаати сме и со тоа дека во исто време кога нашиот протест тука мирен во знак на револт што не се решаваат прашањата, во исто време во здравствениот дом Скопје има интервјуа за вработување на 40 доктори и е многу чудно што тој момент коинцидира со нашиот протест, меѓутоа можеби се случува и е чиста коинциденција, можеби е. Ја чисто се сомневам дека било кој општ доктор во Македонија добива доволно плата за да покрие основни животни потреби. Не следејќи го својот сон за сонуваната специјализација и поради тоа
ќе се надевам на некои подобри времења во дури да дојде соодветното време кога тато ќе може да ја работи со нуваната специјализација и да зема плата. После 15 февруари почнуваат да се имплементираат новите законски измени во делот на видео снимање на испити. И тука апелираме тоа дека не треба да се случи затоа што се прекршуваат многу човекови права, се прекршуваат законот за заштита на лични податоци и идентитет. Значи буквално сите испити за време на специјализацијата ќе бидат снимани и со директен линк на Министерството за здравство ќе бидат пренесувани. Тоа значи ја во една просторија со мојот професор ќе полагам испит, а цела македонска јавност може од дома комотно во домашна атмосфера да го кликне линкот и да не гледа. Значи апелираме до Министерството за здравство дека тоа не смее да се случи и дека тоа е многу деградирачки и понижувачки за белиот мантил.